Добар ден, Кратово! Добар ден, Македонијо! Добар ден за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија! Добар ден и за лидерот на Социјалистичката партија, како што сака да го именуваме другарот Зинго! Често пати доаѓам во Кратово. Не доаѓам затоа што таткото на мојата сопруга е од Кратово и како што знаете да кажете дека сум кратовски зет. Доаѓам и да одадеме почити на Свети Ѓорги Кратовски и на многу големи луѓе кои потекнале од Кратово. Доаѓам да се среќавам со граѓаните на Кратово. Се сеќавам пред 5 години од ова исто место, кога многумина и не ме познаваа. Ви кажав, ќе ме препознаете по мои 3 принципи кои ме водат во животот. Дека сум чесен, дека сум искрен и дека сум вреден. Еве, после 5 години имам чист образ, повторно од ова исто место, да ви кажам дека останав чесен, дека останав искрен и дека сум се уште вреден. Не се променив, истиот сум он, тој што бев пред 5 години тука на ова место. Пред 5 години ја освои вашата доверба со програмата што ви ја понудив. Сега можам да ви кажам дека целосно исполнета таа програма и доаѓам со нова програма за нова доверба за следните 5 години. Како што кажа и вице-премиерот Пешевски, покажавме како се работи тимски за Македонија, како се сака Македонија и како се гледат сите тие резултати од заедничката работа. Кај да одев, обезбедував политичка подршка за проектите на владата. Каде и да одев, настојував да го промовирам новото лице на Македонија. Македонија која е земја реформатор, земја која има најповолни услови за странски инвестиции, земја во која се потребни инвестиции и земја која и треба подршка и помош. Така што и јас, и сите луѓе од владата не сме луѓе кои тек така го кажуваме својот збор. Се што сме кажале, се сме исполниле. И затоа имаме образ повторно да дојдеме пред вас, да бараме повторно доверба од вас. Почитувани граѓани, Кратово е град кој ги чува и негува нашите традиции, нашите вредности. Ја почитува чаршијата Естанфот. Кратово е градот на мостовите опеани во песните и затоа отчетот за она што ме прави горд, она што беше карактеристика овие изминати 5 години, почнува од тоа што сите можеме да го видиме. Економскиот раст и економскиот развој на Македонија. Донесени се повеќе од 2 милиарди странски инвестиции, кој може да ги видиме и на секаде низ Македонија. Синоќа пред митингот во Кавадарци со господинот Пешевски ја видовме најголемата фабрика во Македонија, фабрика која вработува 4000 луѓе. Тоа е успехот на Македонија. Можевме да видиме секаде како се градат автопатишта. Можеме да видиме како почнува и, како што кажа господинот Пешевски, ќе се заврши пругата до Бугарија. Обезбедивме за овие последни години, кога беше најголемата светска економска криза, 120.000 нови работни места во Македонија. Ја градим исто така и Македонија како напредна земјоделска земја, во која земјоделците со субвенциите можат да обезбедат достоен живот. И во следниот период ќе продолжи извојувањето на субвенциите за земјоделието. Тие достигнаа 500 милиони евра
половина милиарда евра досега се вложени во земјоделието. И земјоделието знае со извозот на земјоделски производи како да ги врати тие вложени средства во Македонија. Можеме да се пофалиме со сето она што го направивме и она што може секој од вас да го види. Реконструирани и регионалниот пат Кратово-Пробиштип, изградени се повеќе локални патишта, изградени и мост на крива река во населеното место Куклица, во тек е изградба на колекторски систем за речното корито на реката Кратовска. Браната Кнежево е најголемиот објект во рамките на регионалниот хидросистем Злетовица и таа беше пуштена во употреба во јануари 2013 година. Со оваа инвестиција заврши реализацијата на првата фаза од изградбата на хидросистемот Злетовица. Инвестицијата е вредна 100 милиони евра, а со неа се решава проблемот за водоснабдувањето на 6 општини во источниот дел од земјава меѓу кои е Кратово. Почитувани, заедно со владата водевме надворешна политика заснована врз принципи, отвореност, диалог и соработка. Најголемиот дел од времето го посветивме на прашањето околу името, разликата околу името, што ни го оставија во наследство. Имаме јасен став и знаеме дека имаме поддршка за граѓаните за тој став. Не прифатив и нема да прифатам промена на уставот со цел да се промени нашето уставно име. Нема да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. И овде во Кратово ќе повторам, македонските граѓани сами одлучуваат за сите своји клучни национални прашања. Јас сум председател кој го слуша својот народ и му служи на народот. Македонскиот народ не случајно рекол дека славењето и гостопримството ни е во крвта. Нема слава без соседот, без гости. Македонците се отворени луѓе, добри соседи, гостопримливи кон добронамерниците. Драги кратовци, тие принципи се моите принципи во надворешната политика, во градењето на добрососедски односи, во регионалната политика, создавање на регионална соработка. Почитувани граѓани, навистина бе во многу метрополи во овие изминати 5 години. Навистина се среќав со светски лидери, но не забораив од каде потекнувам. Затоа имав средби со граѓаните. Посетив многу градови и многу села во Македонија. А и мојот кабинет беше отворен за секој што сакаше да се сретне со мене, да каже што мисли за тоа што го правиме, како се соочуваат со предизвиците во својот живот. Повеќе од 5000 граѓани беа во мојот кабинет. Со сите разговарав, ги слушнав сите, на сите им посветив внимание и помагав колку што можев во рамките на моите надлежности. Вратите на мојот кабинет ќе продолжат да бидат отворени, но сега и за новите технологии да можат граѓаните преку новите технологии интернетот да доставуваат барања, предлози, идеи до мене и до моите соработници. Тоа што го правев јас, го правеше и премиерот и министрите. Постојано беа со вас и постојано слушта што имате да им кажете, да им пренесете. Од сите ваши потреби се создаваа програмите кои постојано ги исполнувавме и за нив дававме отчет. Тоа е разликата меѓу нас и другите. Ние секој пат она што го кажуваме, го исполнуваме и знаеме да дадеме отчет. Дали станува збор за амбуланта, аптека, пат, водовод, спортска сала, училиште, се она што го кажувавте влегуваше во програмите на коалицијата и сето тоа еден по еден проект се реализираше. Јас уште првиот ден, од кога стапив на функцијата председател, од првиот ден ги поддржував сите проекти кои се во интерес на граѓаните на Македонија.
И во рамките на мои надлежности од секогаш помагав тие проекти да се реализираат. Видовме дека се спроведува реформи во секоја област од нашиот живот. Имавме реформи во образованието, во културата, во социјалната. Се повеќе поддршка добиваат сите иницијативи и проекти за самовработување на младите. Бев по светски универзитети, но не ги заборавив и нашите студенти. Секоја се среќав со нив и им држав предавање, ги мотивирав да успеат во живот. Затоа што инвестицијата во младите, во нивното образование, инвестиција е во економскиот успех и просперитет на Македонија. Но нема да застанеме тука. Продолжуваме со ист интензитет, со иста посветеност и со иста љубов кон Македонија. Затоа што државата ни е пред се. Затоа што Македонија ни е пред се. Да живее Кратово, да живее Република Македонија.